Добродојдовте во урбаните вести. 5 јавни предпријатија на градот Скопје, комунална хигиена, паркови и зеленило, улици и патишта, водовод и канализација и ЈСП Скопје. Од денес до крајот на неделата ќе работат засилено во општина Карпош. Во следните 5 дена работниците на овие предпријатија ќе работат на прекопи, чистење на сливници, поставување на нови капаци на шахти, крпење на ударни дупки, поставување на сообраќајни знаци, поправка на автобуските постојки, како и поставување на 3 фонтани за пиење вода. Во продолжение следуваат денешните настани. Се реконструира училиштето во Визбегово. Завршија градежните работи за проширување на булеварот Асном. Реконструкција на вториот дел од улицата Питогули на Водно. Се засадуваат нови 200 дрвца во општина Ѓорче Петров. Изложба и етно концерт на унгарска музика во Домот на култура во општина Илинден. Промовирани 2 нови книги за современото дете од Васил Мукајтов. Руинираниот објект на подрачното училиште на основното училиште Свети Климент Охридски наскоро ќе добие нов лик. Општина Бутел интензивно работи на темелна реконструкција на училиштето, кој се очекува финалниот изглед да го добие до септември. Општинските власти за МТМ телевизија потврдија дека постои можност објектот да биде пренаменет во детска градинка, со што би се изгледло во пресред на барањата на жителите на Визбегово. Општина Бутел е започна темелната реконструкција на подрачното училиште на основното училиште Свети Климент Охридски во Визбегово. Реконструкцијата ќе опфати комплетна замена на кровната конструкција, ќе се вгради ново парно грејење, ќе бидат изградени и нови санитарни јазли, а ќе биде обновена и фасадата. Не сакам овој објект да замре. Напротив, затоа сакаме и одвоиме средства да овој објект целосно го реконструираме и санираме. Ова првата фаза, што е започната веќе, се врши изолација со целосно патосирање на кровот, за да потоа се постави пластифициран лим и така натаму се направи фасада, се сменат прозорите, ќе ни остане втората фаза само парното грејење и решавање на одводната инфраструктура на самиот објект, како и внатрешното уредување. Сметам дека ако успееме и таа фаза до септември да ја завршиме, ќе биде добро, меѓутоа ова прва фаза ќе биде да ова училиште го направиме, да го смени изгледот. Истовремено општината веќе никое време прави подготовка за изградба на ново училиште на друга локација во Визбегово, што представува одлична можност двете досегашни паралелки на ставата да ја продолжат во новоизграденото училиште, а реконструираниот објект да биде пренаменет во детска градинка. Како што посочи првиот човек на општина Бутел Петр Латиновски, потребата од градинка во Визбегово се повеќе се чувствува со зголемувањето на бројот на жители. Дали овој објект ќе служи за 2 паралелки или така натаму, или ова објект ќе служи утреден за градинка, тоа ќе покажат потребите и времето што е пред нас. Бидејќи потребите на ова население се од ден на ден се зголемуваат, затоа што Визбегово од ден на ден е се поголемо, се шири, се гради. Средствата за реконструкција на училиштето во висина од 5 милиони денари се обезбедени од буџетот на општина Бутел. Завршија градежните работи за проширување на булеварот Асно. Со овој проект се проширени и реконструирани 430 метри од булеварот Асно, а сообраќајницата доби 4 сообраќајни ленти, по 2 во секоја насока, широки по 3,5 метри. Изведена е и средишна жардинјера со променлива ширина од 2 до 5 метри, како и тротоари, велосипедска патека и разделно зеленило. Град Скопје ги заврши градежните работи за проширување и реконструкција на дел од булеварот Асном на потегот од објектот на Фудбалската федерација на Македонија, односно куќата на фудбалот, до првите кујки на улицата Тодор Чангов во Лисиче. Со овој проект се проширени и реконструирани 430 метри од булеварот Асном, а сообраќајницата доби 4 сообраќајни ленти по 2 во секоја насока, широки по 3,5 метри. Изведена е и средишна жардинјера со променлива ширина
должина од 2 до 5 метри, како и тротоари, велосипедска патека и разделно зеленило, соопшти град Скопје. Градските власти потсетуваат дека во текот на градижните работи беше формирана нова крстосница на вкрстосувањето на булеварот Асном со булеварот Февруарски поход, а уредени се и 2 нови автобуски стојалишта. Во рамки на проширувањето на булеварот Асном поставена е нова атмосферска канализација со должина од 221 метар и со профил на цевките од 500 мм. За осветлување на ново проширената сообраќајница се поставени 28 столба за улично осветлување, високи по 10 метри. На проширувањето и реконструкцијата на булеварот Асном работеа градежниците на Бетон АД Скопје, а град Скопје вложи околу 31,8 милиони денари. Со проширувањето булеварот Асном ќе представува вистински сервис за жителите на новите згради, што се изградени во неговата близина. Ќе го олесни одвивањето на сообраќајот, ќе се намали метажот и ќе се овозможи забрзан развој на општина Аеродром, соопшти град Скопје. Започна реконструкцијата на вториот дел од улицата Питогули наводно. Општина Центар информира дека со реконструкцијата ќе биде опфатено асфалтирање на коловозот, поставување на нови тротоари и нова атмосферска канализација. По реконструкцијата на Питогули ќе следува реконструкцијата и на улиците Ганчо Хаджипанзов, Димитар Пандилов, Капиштец и Караорман. Општина Центар ја започна комплетната реконструкција на вториот дел од улицата Питогули наводно. На терен се изведува нова водоводна мрежа во должина од 350 метри. Ке се асфалтира коловозот. Планирано е да се постават нови тротоари со павер елементи и нова атмосферска канализација по целата должина на вториот дел од улицата Питогули со краците. Со новата атмосферска канализација, која што ќе се постави по целата должина на вториот дел од улицата Питогули, водите од сите попречни улици ќе се прифаќаат на едно место, велат од Општина Центар. Општина Центар најавува реконструкција и на улиците Ганчо Хаджипанзов, Димитар Пандилов, Капиштец и Караорман, со што се заокружува обновувањето на улиците на овој дел наводно. Општина Ѓорче Петров интензивно работи на подобрување на квалитетот на воздухот. Една од мерките која се спроведува деновиве е засадување на дрвца на повеќе локации во општината. Планирано е во текот на акцијата за засадување да бидат засадени 200 садници. Екипите на Општина Ѓорче Петров на повеќе локации ќе засадат над 200 дрвца за подобрување на квалитетот на воздухот и унапредувањето на животната средина. Досега, како што информира Општина Ѓорче Петров, на празниот простор спроти новата полициска и противпожарна зграда засадени се 50 широколисни листопадни долгогодишни растенија, кои ги засадија вработените од Општина Ѓорче Петров. Со новата акција за раззеленување во општината зафатени се делови од Реонскиот парк, паркингот спроти Зеленото пазарче и дел од главната општинска сообраќајница, улицата Ѓорче Петров, на потегот од општинската зграда кон Сарај, соопшти општината. Општина Илинден во улога на домакин ги пречека гостите од Унгарија кои 2 часа ги забавуваа присутните во Домот на културата, изведувајќи традиционални унгарски песни. На концертот му предходеше отварање на изложба со наслов Унгарците во бегалските логори кампови во Советскиот сојуз од 1944 до 56 година, во која се прикажани страдањата на заробениците во советските гулази. Со отварање на изложба со наслов Унгарците во бегалските логори кампови во Советскиот сојуз од 1944 до 1956, која се состои од 23 ролап паноа, во Домот на култура Илинден се одржа своевидна унгарска културна вечер, на која присуствуваа градоначалникот на општината Жика Стојановски и амбасадорот на Република Унгарија во Република Македонија Ласло Иштван Дукс. За значењето на изложбата поставена во галеријата во Домот на култура Илинден, низ чии слики е представен животот на унгарците во периодот од 44 до 56 година, период кога биле протерувани во тогашниот Советски сојуз, зборуваше Кристина Чиби, директорка на куќата на унгарците во Будимпешта, која истакна дека од септември 2016 година оваа изложба досега е представена во 26 земји и ќе продолжи да се представува со цел да не се заборави споменот на настраданите
во гулазите на Советскиот сојуз. Од септември 2016 година, па еве до ден денес во изминати 6 месеци во преку 26 места имаме однесена ова изложба која носи насловот Унгарците во гулазите на Советскиот сојуз од 1944 до 1956 година. Ова го правиме од причина што унгарската влада 2016 година ја прогласи како спомен година на настрадалите од во советските гулази и ние по повод на таа година сакавме да ја прикажеме ова изложба. Ние сметаме за многу важно да ова изложба однесеме на што повеќе места, да ја прикажеме на што поголем број на луѓето, од причина што чувствуваме обврска да не дозволиме овие луѓе и нивните жртви да гнат во заборав. Амбасадорот Ласло Иштван Дукс изрази благодарност до општината за укажаната можност да се постави изложбата, која има за цел да прикаже еден многу тежок и чувствителен период од унгарската историја. Многу ми е драго што можеме да бидеме денеска тука и особено сум благодарен на господинот градоначелник што ни овозможи да денеска ја прикажеме ова изложба која се занимава со темата од еден многу интересен и чувствителен тежок период на унгарската историја. И на тој начин ќе имаме прилика да ги запознаме нашите пријатели од Република Македонија со овие настани. Градоначалникот на општина Илинден Жика Стојановски истакна дека ова е одлична можност, како што рече, да се споделат нашите видувања и да се ужива во културните настани во организација на унгарската амбасада. Да ги споделиме сите наши видувања и на крајот да уживаме во културниве настани кои што денес се во организација на унгарската амбасада овде во Домот на култура во нашата општина. Покрај изложбата се одржа и концерт на унгарската музичка звезда Аги Хершку и незината група, која во својата музика ја негува љубовта кон унгарската традиција и фолклорот. Присутните во салата имаа ретка можност да уживаат во звуците на унгарскиот етномелос пренесен од Аги Хершку и незиниот бенд, чиј албум со наслов Бандазом, за кој имаат добиено многу позитивни критики од страна на повеќе специјализирани музички списанија. 2 месеца бил високо рангиран на најреномираните светски музички топ листи. Специјален гостин на концертот беше новата македонска музичка звезда Антонија Гиговска, која победи на кастинг талент шоуто со што и припадна главната улога во мюзиклот Тајно моја посветен на Тоше Проевски. Антонија Гиговска со својот настап посебно го израдува помладиот дел од публиката. Децата можат се и по зелените раеви, слезови и чаеви. Се насловите на двете нови книги од писателот за деца Васил Мукаитов, кој пишува за урбаната средина во која растат децата и за сето она што тие го доживуваат. И во најновите дела Васил Мукаитов го задржува својот собствен стил, авторски и содржински, пишувајќи за богатиот свет на современото дете. Ти благодарам што ја читаш оваа книга. Ајде заедно да докажеме дека децата можат се. Јас се обложувам во секој што мисли поинаку. Дури сум сигурен дека денешните деца во многу нешта можат да ги подучуваат и да бидат пример за своите родители. Се разбира, најпрво затоа што сега повеќе читаат и имаат многу модерни и интересни можности за проширување на своите знаења. Одиме понатаму. Јас ке пишувам, вие ке продолжите да читате. Читањето е премногу потребно. Со овие зборови писателот Васил Мукаитов им се обраќа на младите читатели во својата нова книга Децата можат се, а заедно
Заедно со оваа книга, Мукаитов денеска ја представи и книгата По зелени раеви, слезови и чаеви. Овие две книги Мукаитов ги напишал инспириран и во директна соработка со децата. Односно, учениците од 4-то В оделение од Основното училиште Кочо Рацин се оние кои ги создале илустрациите за сите циклуси во книгата. Мукаитов во своите најнови дела пишува за урбаната средина во која растат децата, за сето она што тие го доживуваат дома, на училиште, другарувајќи со другарите од зграда, за проблемите на кои наидуваат, но и за наоѓање на нивните решенија. Да, денес ги формулирам моите нови две книги, тоа се 14 и 15 книга Поезија за деца. Тоа се книгите Децата можат се и Во зелени раеви, слезови и чаеви. Тоа се книги инспирирани од секојдневието на детството и што е најубаво, овие две книги ги работе во соработка со децата од 4-то В од Кочо Рацин. Тие ми ги направи илустрациите. Имаме еден посебен прилог од децата чуено, пренесено и во песна внесено. Тоа се песнички на разни прашања и одговори, многу духовити. Со еден збор, мојата цел преку стиховите е да ги расположам децата, да им кажам нешто што тие сакаат да го знаат, да го гледаат малку продлабочно, подуховито, ем да се забавуваме, ем да пораснуваме. Јас сакам да пишувам за урбаната средина, за урбаното дете, за современото дете, кој денеска многу повеќе знае. Дури јас на едно место кажа дека децата може да ги подучуваат и своите родители. Основната карактеристика на поезијата на Васил Мукаитов е непосредноста, што низ метафорите Мукаитов ја воспоставува со своите читатели, децата, благиот хумор и шармантноста на поетскиот јазик, толку потребен за сегашните деца. И во најновиот поетски ракопис Васил Мукаитов го задржува својот собствен стил, авторски и содржински, пишувајќи за богатиот свет на современото дете. Книгите Децата можат се и По зелени раеви, слезови и чаеви се 14-та и 15-та книга Поезија за деца од Васил Мукаитов. Новина во оваа книга е што на одредени прашања учениците даваат свои интересни и духовити одговори, свои размислувања за прашањата што се составен дел од нивното секојдневие. Втората книга пак, По зелени раеви, слезови и чаеви, е инспирирана од едно прекрасно растение. Некаде го викаат рамонче, врти попилика милица. Тоа е жолто сонце меѓу рацете и од него децата добиваат здраво чајче. Јас тргнав по тие ливади и зелени раеви и се што се случува таму во сите годишни времења го опеав. Така непосредно низ моите стихови децата ќе учат и ќе донесуваат заклучоци за екологијата, природата, за животот, вели Мукаитов за новата книга. Писателот Васил Мукаитов е застапен во повеќе учебници по македонски јазик и литература во основното образование. Од денеска до 12 април во рамки на сајмот за вработување и пракса Job Fair, студентите по 13 пат имаат можност да стапат во директен контакт со работодавачите и да присуствуваат на предавања и презентации одржани од компаниите. Сајмот за вработување и кариера, организиран од студентската организација БЕСТ, Борд на европски студенти по технологија, од денеска до 12 април, ќе се одржува на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје. На сајмот студентите можат да се информираат за се што нудат компаниите учеснички, како и за потенцијално работно место или пракса. Компаниите пак имаат можност да стапат во контакт со нивните потенцијални вработени. Нашата цел е да ги доближиме амбициите на студентите до компаниите и да бидеме дел од нивниот чекор поблиску до кариера. Минатата година Job Fair се покажа како неуспешен досега, со вкупно 36 присутни компании, велат од БЕСТ. Според организаторите, овој сајм е одлична можност за студентите да добијат пракса или работа во некоја од најдобрите компании во земјата. Потребно е да ги остават своите биографии на www.jobfair.org.mk и со тоа да станат дел од датабазата, до која имаат пристап сите компании учеснички од Република Македонија и надвор од неа. Во текот на целата година, компаниите на овој сајм ќе имаат можност да држат бесплатни предавања и презентации.
Великденското кафуле, препознатливиот бренд на Скопје веќе 20 години. И оваа година во организација на Милорад Цајк Цајо ќе се одржува на 13 април во станица 26. Цаја најавува ретро забава со познати диџеи. Билетите по цена од 250 динари се веќе пуштени во продажба. Великденско кафуле веќе 20 години традиционално се случува во Скопје на најголемиот празник за христијаните Великден. Ова Великденско кафуле на 13 април во четврток вечер во станица 26 ќе биде ретро шема, значи ретро диџеи, сакаме да ја вратиме публиката на убавите моменти, а тоа е генерацијата што порасна, а никогаш не старее, да излезе и да се забавува добро. Тука ќе бидат познати диџоки како Боби Латино, Боби од Сити, Ерик Фокс од Антена, Дела од Клуб FM, тука е диџеј Прайс, диџеј Цена, диџеј Електрик, диџеј Струја од Sky Radio и мислам дека тоа ќе биде еден добар колаш на една убава ретро музика. Влезниците се веќе пуштени во продажба во Југотон Розе Веро 2 и онлайн на mktickets.mk по популарна цена, мислам 250 денара. Пониската просечна цена на суровата нафта на светскиот пазар во изминатите 14 дена и за 2,27% понискиот курс на доларот во однос на динарот се причина за најновото поевтинување на дизелот за 1,5 динар. Дизел горивата од ноќеска на полноќ поевтинуваат за 1,5 динари за литар, а цената на бензините останува иста, одлучи денеска регулаторната комисија за енергетика. Со одлуката се врши намалување на рафинериските и на малопродажните цени на нафтините деривати, во просек за 3,25 односно за 2,35%. Малопродажната цена на Евросупер БС 95 останува 65 динари, а на Евросупер БС 98 67 динари за литар. Новата цена на евродизел ќе изнесува 50,5, додека екстра лисното масло за домакинство ќе се продава за 39 динари за литар. Како причина за намалувањето на цените на нафтините деривати, од регулаторната комисија за енергетика ги позачуваат за 1,71% пониската просечна цена на суровата нафта на светскиот пазар во изминатите 14 дена и за 2,27% понискиот курс на доларот во однос на динарот. Утре ќе преовладува облачно и посвежо време, со врнежи од дожд со послаб, а во западните и јужните делови повремено со умерен интензитет. На повисоките планини можене и повремен снег. Ќе биде посвежо и дневната температура ќе биде во интервал од 13 до 19 степени. Од вторник ќе биде променливо облачно со повремени врнежи од дожд. Во вторник и среда во попладнивните часови пред се на запад ќе има услови и за појава на ретки грмежи. До четврток ќе дува претежно југоисточен ветер, а дневните температури ќе се во интервал од 13 до 21 степен. Во четврток ќе почне да дува северен ветер кој особено ќе засилува во петок, кога и врнежите ќе завршуваат. Во овие денови ќе биде и за степен до 2 посвежо. МТМ Метео е во продолжение.
Пред да се одјавиме уште една информација корисна за нашите гледачи. Дел од корисниците од улиците Нов живот, Брсијачка буна и Злитовска во општина Шуто Оризари утре од 9 до 15 часот ќе останат без напојување со електрична енергија. Во периодот од 8:30 до 13 часот и 30 минути. Без струја ќе бидат и дел од корисниците од улицата Осло во општина Карпош, а од 9 до 15 часот и корисниците од село Рашче во близина на Долна џамија. Тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам за вниманието. Имајте пријатен остаток од денот. Довидување.